Повторно е распишан оглас за земјата на агрокомбинатот Џумаилија. Предмет на закуп се над 900 хектари, а може да се конкурира за парцели над 3 хектари. Џумаилија располагаше со околу 4000 хектари плодна земја. По затворските казни за браќата Даневски земјата беше дадена на контраверзниот индиски бизнисмен Субрата Рој. Неговите планови беа да се донесат 20.000 крави, а на земјата да се произведува храна за нив, но од нејавеното се посеа само една нива со грашок, пошто во 2015 година државата му го раскина договорот. Министерот за земјоделство Љупчо Николовски денеска вели дека ќе нема условување за висината на инвестициите, а поради што и претходните огласи им пропаднале. Не постои услов да се поднесуваат инвестиции, односно проекти за инвестиции со соодветен износ или со соодветен рок, како што беше во претходните постапки. Затоа одлучивме овие 907 хектари во 10 блока да бидат дадени на оглас над 3 хектари, каде што ќе има јавно надавање. Граначалниците од Свети Никола и Лозово сметаат дека давањето земја под закуп ќе ги мотивира младите да останат во своите општини. Тука ќе има инвестиции, нови вработувања. Само и буџет ќе порасне. Кај нас имат регистрирано околу 1000 индивидуални земјоделци. Значи, тоа се земјоделци што даваат даноци, што плаќаат даноци на државата, што плаќаат придоноси на државата. Сето ова е во интерес нивни, а и во наш интерес секако, ќе го зголемиме бројот на вработени лица, ќе го зголемиме, јас се надевам со новите мерки на владата и оранџереското производство. Николовски најави дека под закуп ќе дадат и околу 600 хектари од Џумаилија, а ќе бидат наменети само за помалите земјоделци.